Во срцето на Велес, во една мала изнајмена соба, живее Габриела Димова. Жена со голема душа и уште поголема борба зад себе. Незината животна приказна започнува со трагедија. На само 13 години останува без мајка. Во моментот кога и требале најмногу прегратки, совети и подкрепа, животот ја одзел најголемата поддршка. Младоста ја заменува одговорноста, а тинејџерските сништа ги засенува суровата реалност. Се омажила млада со надеж за подобро утре. Родила 3 деца и се борела да им овозможи живот исполнет со љубов, иако секој ден бил борба. Но животот не и дал лесен пат. Напротив, ја туркал повторно и повторно. Принудена да замине од таа приказна, со срцето расцепкано за децата оди во Велес, кај сестра и надевајки се на нов почеток. И тогаш судбината и го испратила вториот сопруг, човек со кој живеела 7 години. Од таа љубов се родила малата Мила, девојче кое денес има само 3 години. Таа е срцето на Габриела, низината сила, иднина и причина да не падне кога се друго се распаѓа. Но набрзо животот повторно и задава удар. Само 2 месеци откако дознале дека низиниот сопруг е болен, тој починал. Габриела останала сама, со Мила во раце и срце полно болка. Габриела нема работа. Не затоа што не сака, туку затоа што како самохрана мајка може да работи само во прва смена, кога Мила е во градинка. Денес живее под кирија со само 9000 денари социјална помош, пари кои не се доволни ниту за кирија, ниту за сметки, а уште помалку за топол оброк и детска радост. По смртта на сопругот, на Мила и припаднала една стара куќа од таткој, но таа куќа денес е руина. Заборавена од времето, тешка од молкот и тишините. Таванот е пропаднат, прозорци нема, патосот е изгниен, купатило не постои. Студено, празно, мрачно. Не е дом, но има надеж да стане. Секој ден таа се буди со една мисла, да ја обезбеди на Мила нешто што таа никогаш не го имала. Вистински дом. Дом каде ќе има прозорец низ кој ќе влегува светлина, кревет каде детето ќе сонува среќни сништа, ѕидови што ќе ги чуваат спомените, наместо да ја потсетуваат на болката. Тешкиот живот во младоста, тогаш младата Габриела од Велес ќе ја натера да влезе млада во брак. Излегува по преживеани трауми од тој брак и се мажи и влегува во втор брак. 1 ноември минатата година останува и без вториот сопруг, но со малата 3-годишна Мила, незината ќерка, со која што во моментов живеат под кирија. Таа е невработен и живее само со социјалната помош, но во наследство Мила ја добива куќата од незиниот татко, која што е во руинирана состојба и токму затоа денес сме тука во Велес, во малото викано Мегдан, да ја помогнеме да ја реставрира, реконструира куќата за да може ова семејство да живее побезбедно. Добар ден. Добар ден, Габриела. Оливера, срце на дланка. Здраво. Мила е премалечка и веројатно уште не зборува. Па не баш многу. Да. Меѓутоа, сигурно ги чувствува тешките денови од животот кој што вие и го пружате. Секако, сигурно. Ни се јавивте пред извесно време и рековте да дојдеме во Велес. Да, јас би се јавив, бе повикав. Зошто? Што ви е маката? Што ви е проблемот, Габи? Значи, немаме собствено живеалиште. Значи, имаме една куќа, ама не сме во можност, значи, сами да си ја направиме. Вие сте самохрана? Немате помош? Самохрана родител, да. Мажот ми почина. Супругот почина пред неколку месеци? Да. Сега сте сами со Мила? Да, сами сме. На овој свет немате помош? Не. Немаме јас родители. Немаме од кога да побарам. Татко и на Мила пред да почине ја остави за неа оваа куќа? Тоа беше, да, како од него останато. Значи, ја наследи куќава. Меѓутоа, куќава не е во состојба за живење, како што можам однадвор да ја видам? Не може, повелете ќе ја видиме. Еве, однадвор куќава како изгледа. Тука никогаш немате живеено? Немаме ние живеено овде.
Веројатно порано живеел твојот супруг. Да. Полека. Ова е собата. Ова е предсобиево. Таму соба, горе има уште 2 соби. Кровот течи, прокиснате. Дори во долнава соба има покажано. Ова е веројатно дневната. Па, Но како што се забележува тука одамна никој не живеел, не седел. нема. И имате ли поминато дојдено од како почина супругот пред тоа? Еднаш поминавме со него, еднаш поминав јас од кога почина да видам како е и што е. Но, како што гледам, значи, со мојава социјална помош, дека и да сум вработен однос со нашиве плати, дека тешко ќе успеам сама, значи, ова да го санирам. Значи, ја за тоа решив да се пријавам, пребедејќи сам со мало дете, не се издржува, значи. Имам проблеми околу работа. За прва смена само барам работа, потешко се наоѓа. Оти поплодне нема кој да ја чува. Сами сме дете. Најтешко ти е за Мила. Најтешко ме е за неа. Моја најголема желба е, значи, таа да си има свој кроп над главата. Да си има некој нејзино своје катче и соба како секој дете. Да е најголема желба на секој родител, сите се бориме за деца. Ова го правам само за неа. Велиш, никогаш не мислев дека ќе дојдам до овој степен да барам помош. Не мислев дека ќе дојдам до овој степен, значи да се појавам јавно да барам помош, но значи морам поради нејси. Тоа е храброста на родителот, на мајката. Само детето да го види среќно. Да. Ако се децата среќни, родителите ќе бидат среќни. А ништо, таа е премногу мала, но барали, посакували нешто? Посакува, нормално сега таа си е дете, ќе си побара. Да му купиш нешто, да му дадеш. Си побарува. Не секој пат, значи, сум му можност да ја го пружам тоа што она го бара. Но вие сте само социјална помош од 9000 денари. Да. И плаќате и кирија. И кирија, Треба и и да се- сметки, треба и нејзе да мислам за да има, значи, што да јаде, да биде нахранета. Стварно е многу тешко. На само 13 години Габриела ја изгубила мајка си. Детството и завршило тогаш. Наместо безгрижност, животот и подарил болка, рано созревање и борба. Многу млада се омажила, надевајќи се на нова семејна среќа, но животот во мракот не нуди лесни излези. Како детенце на мали години, на мои 13 години изгубив мајка ми. Таа млада почина, останавме со татко ми, баба, дедо. Татко ми се прежени. Сестра имам уште една, таа исто од Велес смажена. Гледавте утеха во бракот и гледавте шанса за поубав живот ако влезете млада во брак. Тоа и го направивте? Тоа го направив. Најголема грешка. На млади години. На колку години влеговте прв пат во брак? На 16. Прв пат тогаш влегов во брак. Од тој брак имате деца? Од првиот брак имам 3 деца. И тие се сега големи. Но, значи, и таму ситуацијава, значи, не беше спасов во бракот. Испадна оти некоја ситуација, значи, не се издржуваше повеќе. И решивте да заминете од таа заедница? И решив, да, решив. Тешко беше и таму, тешко беше и да се остават децата позади тебе. Оти кога одиш некаде сам, кај што не си сигурен што и како ќе биде, не можеш да земеш и 3 деца со тебе. А каде заминавте од таму? Овде дојдов во Велес. Веднаш се премаживте? Не се премажив веднаш. Некој време седев кај сестра ми. После тоа се премажив.
Принудена од околности, заминала од тој брак. Се вратила во Велес кај сестра си со надеж за нов почеток. Судбината ѝ го донела вториот сопруг. Тука почнува ново поглавје, љубов, разбирање и мир. Од таа љубов се раѓа Мила. Бевме во заедница со сопругов сега што почина. 7 години бевме заедно. И од тие 7 години имавме едно детенце. Плод на вашата љубов е Мила, Да. која што денес има 3 години, која што е најмалку крива за сета оваа ситуација во која што се наоѓа и наоѓате Да. заедно. И никој не се надеваше дека таква судбина ќе има и Мила. Татко имаше многу голема желба, пошто има 2 машки од првиот брак, да има и 2 девојчи. Неголемата желба му се исполнила, немаше среќа да се радува. Значи тие таму растат без мајка, овој ќе расте без татко. Значи јас морам да му видам и мајка и татко на ова дете. И сега кога ќе почне да го бара, значи јас не знам што да му кажам на детето. Како да му кажам? Не разбира ништо, како да му објаснам, значи каде е татко. А прашува ли некогаш? Прашува го бара. И јас немам друг начин, и само викам тато е горе, отто му не гледа и не чува. И она сега знае да каже само дека татко е горе. Среќата трае 7 години, но болката не тропа. Таа влегува. И 2 месеци откако дознале дека сопругот е болен, Габриела повторно останува сама. Со дете во раце, со солзи кои сега не ги крие, зашто мора да остане силна. Од 1 ноември. Од минатата година се снаоѓаш сама. Да. Со Мила си под кирија во Којник. Да. Сега сме таму, бевме на друго место. Малку подалеку. Та нема може ни да се сеќава на него, сигурно. Нема, само на слики вака, која го гледа, што ќе го гледа по слики. За многу кратко време откако му ја диагностицираа болеста, тој почина. Почина за 2 месеци, само за 2 месеци, значи почина од која диагностицира болест. Денес живее под кирија со само 9000 денари социјална помош. Пари кои не се доволни ниту за сметки, ниту за храна, ниту за безгрижно детство. Работата ја е недостапна, зашто како самохрана мајка може да работи само прва смена. Но сака да работи, бара можност, а не милост. Тешко ви поминуваат деновите со оглед на тоа дека се не вработа на социјална помош од 9000 не стигнуваат за кири, сметки, храна, облека. Ќе се потрудам пак. Значи колку можам се трудам и пак ќе се трудам. За да можам да си се вработам. Во конфекција работев. Ама пребидејќи она се разболуваше, мораше да останам и сега толку може да ме толерира, толку ме толерира. Оди во градинка, Мила? Оди. Тоа е улеснителна околност, а плаќате за градинката? Се уште плаќам. Како социјален случај, самохран родител, може ли да барем тоа улеснување да го добиете? Да, може. Како самохран родител. Па би можела да работам се, јас се нафаќам, значи се да работам само, значи да е прва смена. Додека порасне барем Мила. Додека да порасне, да може нели сама да седи. Сега не можам, премногу е малечка за да ја оставам сама. А за работа во смени, значи не ми одговара. Има работа во смени, да, ама мене нема кој да ми ја чува Мила. Се обидов на неколку места, побарав, ми рекоа дека нели за сега нема потреба од персонал. И тоа е. И пак ќе продолжиме, ќе бараме, ќе се трудиме, значи. Барем да може, значи, она колку кој ќе може веќе сама да седи, да се гледа, да можам да ја оставам сама, тогаш ќе биде друго. Тоа ќе потрае, сигурно. Ќе потрае. Со оглед на тоа што не е многу мала. Сега е најважно прво да сте здрави и среќни, а за среќа ви треба и дом, ви требаат и добри услови, за да може нели да живеете заедно со Мила. Вашиот сопруг има и прв брак, но жена му починала. Да. И тој има 3 деца од тој брак. Да. И мислам дека
децата се веќе големи, пораснати и девојчето од тој брак ви помага за керијата? Да. Таа ни помага. И сега колку можат, ќе помагаат, ама и тоа не е решение, значи. Не можеш и нон-стоп да одиш под кири цел живот. Значи, сепак, тешко е, многу е тешко. Кој да ти помага и колку да ти помага, значи не можеш да живееш на туки грб. Тоа е фактички полусестра на Мила. Да, да. И веројатно се сака, се почитуваат, се гледаат. Се сака, тона си ја сака, иде, ја гледа, ја зима. И малово си ги сака, си ги бара, си ги кажува. Ако нешто и купи, ќе каже тоа го купила, дадај. По смртта на сопругот, Мила наследува стара куќа. Тоа не е дом, тоа е рушевина. Без прозорци, без купатило, таванот е пред распаѓање. Но за Габриела тоа е единствена надеж. Куќата не треба да биде украс, туку засолниште, љубов, дом. Таа верува дека и Мила заслужува да има свое ќоше, свое кебе, свој дом. Заслужува безгрижно детство како сите други деца. А ние, можеби токму ние можеме да помогнеме сето тоа да се случи. Како мислите, тука треба прво да се изчисти? Велите треба да земам социјална помош за да купам големи врејки црни, за да можам барем ова што можете вие да го изчистите, од негде да се почне? Од некаде мора да се почне. Сега за натаму ќе видиме како ќе биде. Треба да се санира прво покривот. Да, првен покривот треба да се санира, после другиве работи. Расчистување ќе го расчистиме. И горе има соби? Има и горе соби, да. Горе се 2 соби. Овде е соба со предсоби. Би било доволно за вас? Би било доволно, да. Тоа е доволно. Нема тоалет? Нема. Тоалет нема. И тоалет нема. Мислите ли, сте прашувале ли колку би чинело санирањето и реновирањето на овој дом? Не сум прашувала, ама само знам дека би чинело. Со оглед на тоа, значи, како состојба е. Таванот е паднат, да. Во горнава соба таванот е паднат. Овде има веќе покажано како стариве куќи што се правени, значи патос, не е плоча, нема плочи. И сето тоа што толку време, значи јас и не знам точно колку време, значи таванот е провиен горе. Значи сигурно повеќе време што му покажува и овде во собава. А каде живеевте вие додека беше сопругот жив? Подкојник. Под кирија? Не, со него живеевме заедно. Имаше ли постапка за пренос на оваа куќа на Мила? Незините браќа и сестри оваа куќа ја отстапија на Мила и имаат уште една куќа кај што живеат они. И значи така се договоривме, така одлучиле, значи куќава да остане на Мила. Да остане нешто од татко, значи да има Мила нешто од татко и да не остане така без ништо. Велите, не може вечно да се живее под кирија и затоа со оглед на тоа дека ова е оставина од татко и на Мила. Да, лично на Мила. Меѓутоа не е функционална. Не е функционална. И струјата е исклучена, водата А зошто е исклучена? Не Од се платени? Не се подмирени долговите, да, има долгови. Знаете колку е долгот? Не знам. Треба да одам да видам. Тоа е плюс, значи, освен што треба да се санира куќава. Тука доаѓате? До сега нема многу идено, пошто нели не беше уште, ништо не се знаеше, нели, како да речам, кој е, чиво е. Плюс долговите што ги има, што треба да се подмират. Значи, ке чини. Ама, ке се трудам колку можам, значи само за Мила да биде како што треба да ја исправам на прав пат. Имавте можност првите деца да растат со вас и да ги изведете на прав пат. Порасна сами, но за Мила верувам ке се трудите многу.
ќе се трудам, колку можам, значи ќе се трудам. Не барам чуда, само сакам моето дете да има свој кревет, свој ѕидови, свој прозорец од каде ќе влегува светлина. Се надевам дека некој ќе ми помогне. За Мила. Само за неа. Барем она нека биде, значи, на прав пат исправена. Да си има свој дом. И друго ништо не ми е поважно. Имате сестра тука, рековте, во Велес? Да, имам сестра, таа живее под Кирија сега моментално. Да се гледате една со друга и да продолжите со животот. Јас верувам дека и се надевам ќе има одзив вашава сторија и дека ќе ви се помогне да го санирате домов и еден ден да бидете среќни во него заедно. И јас наискрено се надевам. Сепак мислам дека се уште колку што следам поста, значи се уште хумани и добри луѓе. Значи токму како што е кажано, нечие малку, на некој многу му значи. Ова не е само неизина приказна. Ова е приказна на многу самохрани мајки, на многу срца кои чекаат на топлина, на многу деца што заслужуваат подобар живот. Во едно од најтрогателните изданија на Срце на дланка, што го снимивме на почетокот од годината, ја запознавме Елена Ристова и незиното семејство. Нивната приказна не остави никого рамнодушен. Елена и незиниот сопруг, иако двајцата работат напорно, живеат во многу тешки услови, сите заедно со децата во една единствена соба. Во заедницата во која живеат заедно од 2016 година добиваат две заеднички деца, малите Катерина и Димитар, кои се пресладки и премали дечиња што посакуваат детство исто како и нивните врсници. Детски соби, облека, играчки и храна. Тоа е се што посакуваат овие братче и сестриче, зашто тие и двајцата се во училиште и гледаат што имаат и како живеат нивните другарчиња. За жал, Катерина и Димитар живеат во една мала соба од 10 метри квадратни, каде го минуваат денот, а ноќите мораат да одат во собата на баба им и дедо им, која е и дневна, и кујна, и детска соба. Немаме каде да се избањаме, немаме простор, стари свекор секрева каде да спијат. Две фамилии сме во куќа, немаме доволно за грејење дрва. Многу ни се мали условите. Немаат ниту купатило, ниту тоалет, па тие и на мраз и на сонце, дури и во вечерните часови, мораат да отидат во полскиот тоалет, а тоа е тешко и страшно за малите дечиња. Секоја вечер децата немаат каде да легнат, а Елена со солзи во очите ни раскажа колку боли чувството кога не можеш да им обезбедиш на сопствените деца еден агол за спиење, тишина, приватност и достоинство. Нивната борба за подобар живот е секојдневна, но без вистинска поддршка не беше можно да направат повеќе. Златко, гледаме тука материјали. Си се подготвувал ти од претходно за да изградиш соба на децата? Да, пред една година. Од пред една година? Да. А што ве спречи? Зошто стопиравте? Па не ми стасува пари. Мајстор треба да платам. Почнав да ги купив тие, почнав да правам, не ми стасува и андрек за деца. Стопирана е работата, но материјалот стои тука. Да, планираш да доградиш уште една соба и тоалет? Да, една. Од таа соба да ми се продолжи, тоалетот, купатилото да го доправам. Ми е преградено се, ќе се направи. Што материјали има тука? Имам за цел кроп керамиди имам, 1000 и нешто, имам греди, имам летви, за цел кроп имам, за цела куќа. Прво треба да се санира кровот? На кровот да се смене, ама позади ми и зидено само соба да се продолжи. Од таа соба сакам да отворам, да преградам, уваа да влезам. Уште една соба и купатилото внатре. И внатре што ми купатилото е зидено, направено само да се стават стварите. Тоа е. Елена и Златко работат многу. Се трудат и мачат и после работното време во фабрика за мебел. Одат на нива, одгледуваат орис, сечат дрва на соседите за пари. А што најмногу те треба тебе? Соба. Каква соба?
женска. Ама мама нема пари да купе. Треба да купат се и кревет, и маса, и столчиња. Бараш ли нешто, а не може да те дозволат? Да, барам. Што? Детска соба, такво, ама они тоа не може да го направат. Што те викаат? Они викаат дека ќе го направат некој ден. Денес со голема надеж и возбуда ви пренесуваме дека работите конечно се придвижија и вековниот сон на ова семејство конечно почнува да се остварува. По емитувањето на сторијата во Срце на дланка тие веќе гледаат посветла иднина. Започнаа плановите за реновирање и проширување на домот, па откако се направи план што и како ќе се работи од страна на стручни лица, тие набавија материјали со донираните средства и повикаа мајстори. Работите во нивниот нов дом веќе се во полн ек. Се ископаа темелите, започна изградбата на карабината, а сите потребни материјали за градбата се обезбедени. Благодарение на големите срца на нашите гледачи, донатори и хуманитарци, семејството Ристови го доби најважниот подарок – нов почеток. Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Се наоѓаме во хотелот Лимак, од каде што израчиме студиски и денес со интересен соговорник. Но пред да го најавам гостинот, дозволете ми да споделам една убава мисла со вас, што значи дека успехот зависи само од првиот чекор. За сите постигнувања понатаму важен е тој прв чекор. Навистина од единствен чекор започна и неговиот мандат и направи многу за градот Штип. Можеби веќе и предпоставувате господинот Иван Јорданов, градоначалник на општина Штип, денешен гостин во Срце на дланка. Добре дојдовте. Благодарам на можноста и на поканата. Се надевам дека ќе имаме одличен разговор поврзан за градот Штип и случувањата во него. Така, не случајно и ве викнавме, нели, како представник на општината и градот Штип, со оглед на тоа дека имаме во нашата емисија досега снимано доста представници и минатата четврта сезона дури завршивме со една таква сторија на Јовица Петровиќ од селото Карбинци, исто под општина Штип. Меѓутоа, успешно реализирана сторија и приказна, која веќе има стариот дом е реновиран благодарение на хуманите луѓе. Кога ја гледав вашата програма, 40 типски куќи за социјално ранливи категории. Да. Тоа ви е во план? Или веќе Се работи и во овој момент се имплементира тој проект. Се поставуваат веќе тие типски објекти. Во која населба ќе биде? Во населба, во дел од населба Света Недела. Станува збор за ромска популација, кои што пред повеќе од 10 години беа приморани да бидат иселени од своите домови заради поплавите кои што се случија тогаш. Веќе се знае кој ќе биде сместен таму? Да, веќе имаме регистар на практично сместувачки капацитет за овие повеќе од 40 на домакинства. Беа времено сместени во некогашното нервно оделение и она кое што го направивме, добивме... Кај болницата? Тоа е еден потек кој што во минатото беше запоставен. Веднаш до некогашното нервно оделение се гради во моментов булеварот Партизанска, кој што ги поврзува општина Штип со општина Карбинци. Не е во рамки на инфраструктурата на клиничката болница, туку е едно одделено одделение кое што некогаш служеше на клиничката болница и во ова одделение како објект и како зграда беа времено сместени повеќе од 40 на семејства од ромска популација. До ден денес тие времено се сместени таму, веќе се работи на проектот за реализација на 40 типски куќи со целосна инфраструктурна уреденост, со нова водоводна канализациона мрежа. Така да очекувам некаде до крајот на 2024 и почетокот на 2025 година тие веќе да се вселат во овие нови домови, кои што ќе им бидат одстапени на овие 40 на домакинства. Во исто време градот доби можност на потегот каде што некогаш било ова одделение или старата зграда на нервно одделение да се урбанизира оваа парцела
Со самото тоа што во овој момент се гради булеварот Партизанска, се додаде вредност на тој потек и можност за генерирање на приход со отуѓување на градежно земјиште и враќање на средствата назад кај граѓаните во форма на капитални инвестиции. Така да направивме неколку добри работи. Едно го решивме статусот на овие 40 семејства кои што времено беа сместени во едни импровизирани услови, да добијат покрив на глава и свој дом. Во исто време урбанизација на еден потек кој што во минатото бил заборавен, со едно прекрасно сообраќајно решение кое што е многу побезбедно за сите учесници во сообраќајот и за автомобилите и за пешаците. Да, во Штип има навистина повеќе социјални згради и дел од семејствата што ние ги имаме снимено веќе се вселени во тие социјални станови. Љупче Смилев доби таков стан, исто од Штип ја снимавме Катерина Винкова, која што е самохрана мајка и исто доби доста помош од хуманоста на народот и ете вас како главен на општина Штип. Она кое што од новата сезона сакам да го споделам со вас е семејството Коцеви од селото Радање. Во моментов мајката и бебето се во Радање, под општина Карвенци спаѓа тоа, но таткото поради немање на сообраќаен превоз, до работното место до Штип или Проби Штип, тој мора да живее во селото Крупиште, од каде што потекнува. Претпоставувам дека може, ако ја собера документацијата, да се аплицира, ако има се уште социјални станови, да му се помогне нова младо семејство. Во насока на решавање на овие животни прашања, семејни прашања, доста често сме во комуникација со предпријатието за стамбен простор, кое што е во надлежност на распределба на овие станови. Тие во моментов се во план да започнат со градба на една нова стамбена зграда, која што верувам дека ќе реши проблем на многу семејства кои што имаат потреба од простор за сместување. Верувам дека и ова семејство не само преку овој капацитет кој што во иднина ќе се изгради, дека ќе има можност да ја проследиме информацијата до предпријатието за стамбен простор и верувам дека ќе им се обезбеди можност за домување. Дополнително, ние како локална самоуправа, имајќи во предвид дека имаме ограничени надлежности, направивме еден исчекор во насока на давање на еден позитивен пример кон сите останати чинители во општеството. Формиравме еден солидарен фонд преку кој што помагаме на социјално ранливи категории, кој што солидарен фонд најповеќе се прибираат финансиски средства преку хуманитарен паркинг простор и паркинг позиции, кои што посебно се одбележани во централното градско подрачје. Граѓаните имаат можност да донираат преку паркирање и 50% од таксата која што ја плаќаат на градот за оставање на своето возило, во исти момент донираат во тој солидарен фонд кој што верувам дека помага на многу сограѓани кои што во даден момент имаат потреба. Сме имале неколку искуства со поддршка на наши сограѓани на кои што ми е потребно тоа. Сепак живееме во време во кое треба да си подадеме рака и да си помагаме меѓусебно и е потребен еден соживот кој што ќе не одржува и во најтешки моменти. Така, дефинитивно треба да бидеме хумани и да помагаме онаму каде што е потребно. Вие сте во моментот во таа позиција која можете да помогнете на тие социјално ранливи категории. Што е со градинките и со децата од социјални семејства? Дали имаат можност за бесплатно одење во градинка? Да, децата од социјално ранливи категории и дечињата со одреден хендикеп и одредени попречености исто така се опфатени со бесплатно сместување во предучилишна возраст во згрижувачкиот процес во градинките. Има доволно градинки во Штип? Па со оглед на постоечката инфраструктура морам да напоменам дека имаме доволен капацитет
можеби е потребно поголем број на соодветен кадар, кој што во меѓувреме се испразнува заради пензионирање и по основ на иселување, кое што ни се случува во одредени моменти, затоа што освен инфраструктура е потребен кадар кој што ќе го обавува воспитно-згрижувачкиот процес за дечињата од предучилишна возраст. Генерално ги следиме околностите и согласно анализите и информациите кои што доаѓаат до нас како локална самоуправа, ги планираме идните чекори. За до година веќе се планира во една населба да се започне со изградба на нова градинка со капацитет од 100 дечиња, а веќе за следната недела ќе биде пуштена во употреба еден нов капацитет и една нова градинка во приградската населба Тричешми, за да овозможиме дечињата кои што живеат во подалечните населби од центарот на градот, од централното градско подрачје, и нивните родители имаат потешкоти со превозот на дечињата до самите установи, до самите институции, да го обават тој процес и да ги остават своите дечиња во најблиската градинка. Конкретно со ова ќе се задоволи таа потреба, затоа што еве приградската населба Тричешми за прв пат ќе има капацитет за воспитно-згрижувачкиот процес. Конкретно и Катерина Винкова, што ја спомнав пред малку, има две мали деца, едното е 2 години, другото е бебенце, мислам дека 1 година прави. И ќе треба таква помош во смисла на згрижување бесплатно, бидејќи таа сега што туку најде работа и ете сака нормално да функционира во градот Штип. Навистина, убаво се залагате и од она што можам да го забележам од разговорот е дека сакате да помагате, посебно на тие социјално загрузени. Како одлучувате на кое семејство, стигнуваат ли до вас тие или нели барања за помош или вашиот тим тоа го одлучува? Да, со оглед на тоа што има секакви човечки судбини, животни судбини, доста често информациите кои што доаѓаат до нас, барањата кои што пристигнуваат, ги проследуваме до Советот на општина Штип, до соодветна комисија која што ги разгледува случаевите и се трудиме во рамки на нашите можности, во рамки на нашите капацитети да помогнеме во однос на одредена финансиска поддршка за одредено лекување или пак за одреден проблем кој што го имаат нашите сограѓани по основ на домувањето. Сепак ќе кажам дека надлежностите и можностите се ограничени. Не секогаш можеме да ги задоволиме потребите на нашите сограѓани, затоа што поголем дел од сограѓаните не се виновни што не ги знаат надлежностите на институциите, но како посредници во процесот на помагање секогаш се трудиме да помогнеме и да излеземе во пресрет на барањата. Така да, заедно со Советот и со, еве да кажам, комисиите во рамките на Советот, се трудиме да дадеме поддршка и помош на граѓаните кои што тоа им е потребно во даден момент. Одлично. Штип заслужува да прерасне во една навистина убава урбана заедница и да имате што е можно помалку исцелување и што е можно помалку социјални случаи. Да не се градат толку социјални згради, туку да има повеќе вработувања и решавање на тој социјален момент. Верувам дека ќе бидеме во соработка за секој случај што би се јавил и пријавил во нашата емисија и ќе им помогнеме на граѓаните од Штип да живеат што е можно посрекна. Тоа е заедничката цел, мислам. Ќе ми биде задоволство доколку имаме можност заеднички во еден заеднички проект да помогнеме на некој наш сограѓанин. Сепак, еве, во рамки на можностите и случувањата кои што во иднина ќе ги има, верувам дека ќе овозможиме да помогнеме некој наш сограѓанин да го реши проблемот со кој што е засегнат. Ќе бидеме во контакт. Ви благодарам што извоивте време и што дојдовте во студиото на Срце на дланка. Ми беше задоволство. Благодарам.